шефот на државата Пендаровски не го потпиша законот за игри на среќа и се создаде своевидна мала конфронтација на релација Дуи Пендаровски. Дали тоа значи дека шефот на државата, доколку одлучи да се кандидира за втор мандат, нема да може да смета на поддршка на Дуи? Пака, не поврзани се. Или ова е своевиден предизборен фолклор повеќе? Не поврзани се тие две работи. Видете, овој закон беше важен бидејќи беше предизборно ветување на Дуи. Дуи вети пред овие избори дека обложувал овие казината, игрите на среќа ќе ги тргне од централните градски подрачја, односно од вид важни објекти како што се школите, верските објекти. И затоа инсистираме на тој закон, бидејќи стои дека ваквите игри на среќа ќе бидат оддалечени до 500, односно над 500 метри од тие важни објекти за граѓаните. Тоа здруженијата кои што се борат против игри на среќа во централни градски подрачја го поддржуваат, не поттикнуваат нас. И затоа ова образложение дека заради европско знаменце не се потпишува, но не заради содржината, е малку дискутабилно, бидејќи многу закони со европско знаменце се потпишаа претходно. Точно е, министре, дека многу закони се потпишаа со европско знаменце, меѓутоа имаше и многу бурни реакции и критики од страна на меѓународната заедница што се носат закони со европско знаменце. Тука реакцијата е бидејќи здруженијето на собствениците на игри на среќа правеа голем притисок. Знаете, се закануваа, лобираа да не помине законот поради бизнис интереси. И сега тука не е јасно зошто е донесена одлука. Дали е под притисок на овие здруженија председателот не го потпиша или е заради европското знаменце.